Почитувани граѓани, почитувани новинари. Правда за сите е една од темелните вредности од кои се води владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев. Нашата посветеност во олеснување до пристапот до правда ја преточуваме во реални мерки и политики. На сила стапија измените на Законот за судските такси, со кои граѓаните конечно добиваат големо намалување на трошоците кои ги имаа во судовите. Со овие измени, судските такси се значително намалени. Ако во минатото тие можеа да изнесуваат и до 48.000 денари, сега граѓаните нема да платат повеќе од 6.000 денари. Од сега, трошоците за судските такси во првостепена постапка ќе се движат од 480 до максимални 6.000 денари во зависност од вредноста на спорот. Тоа е намалување за 8 пати. Со ова, правдата станува подостапна за сите, имајќи предвид дека претходно судските такси беа превисоки, што често беше причина граѓаните да се откажат од барањето правда поради високи финансиски трошоци. Почитувани, како одговорна партија, продолжуваме да работиме на градење фер, праведно и правично општество за сите. И во периодот што следува, продолжуваме да работиме на остварување на тоа што го ветивме пред граѓаните, а тоа е правда достапна за секого и правна држава во која сите се еднакви пред законите. Ви благодарам. Во нашата партија, мислам и партијата и владата, сме апсолутно посветени на почитување, на целосно почитување на одредбите од договорот за добрососедство што е склучен со Република Бугарија. Целосно сме посветени на тој процес. Во наредниот период ќе има интензивна комуникација помеѓу представници на владите на двете држави, а особено помеѓу министрите за надворешни работи, и убедени сме дека ќе најдеме решение за овој проблем и конечно веќе да се одржи првата меѓувладина конференција помеѓу Европската унија и Република Северна Македонија и конечно веќе да се отворат преговарачките процеси, да почнеме да ги отвараме поглавијата. А во однос на прашањето за идејата на ВМРО и барањето за формирање на влада на национален спас, можеме да истакнеме дека граѓаните на избори ја даваат довербата и одлучуваат за тоа кој ќе ја води државата и така и одлучија на предвремените парламентарни избори, дадоа доверба СДСМ да ја предводи владата во наредните 4 години. Меѓутоа, ВМРО и Мицковски се многу контрадикторни, затоа што бараат предвремени парламентарни избори, а бегаат на предвремени локални избори, избори за градоначалник на општина Штип, со изговор дека тие не се безбедни, од друга страна бараат предвремени парламентарни избори. Ние сме убедени и ги уверуваме и повикуваме ВМРО и ДПМН да учествува на предвремените локални избори за избор на градоначалник на општина Штип, затоа што како и овие изборите што се одржаа во јули, предвремените парламентарни избори, со целосно почитување на протоколите докажавме дека спремни сме и дека може да се организираат безбедни избори од здравствен аспект, така убедени сме дека и на локалните избори во општина Штип истото ќе се случи, ќе имаме целосно безбеден процес од здравствен аспект.